Петочно издание на Дневникот. Добра вечер, да ги видиме настаните на денот. Амбасадорите на Франција и Шпанија во посета на Куманово. Отворен ден за деветооделенци во гимназијата Гоце Делчев. Изложба на дела од конкурсот Мојот имагинарен свет. Амбасадорот на Франција во земјава Сирил Бомгартнер денеска ја посети општина Куманово, каде оствари средба со градоначалникот Максим Димитриевски и ја посети гимназијата. Ова средно училиште е единствено во Куманово, во кое веќе 23 години функционира билингвална македонско-француска паралелка. Францускиот амбасадор во земјава Сирил Бомгартнер денеска беше во посета на општина Куманово и на гимназијата Гоце Делчев, каде што веќе 23 години успешно функционира билингвална македонско-француска паралелка. Ние сме единствено училиште во Куманово каде што имаме билингвална паралелка. Имаат можност учениците малку повеќе да се запознат и да го изучуваат францускиот јазик, со што се стекнуваат со диплома и со која што можат да се запишат во сите франкофонски земји. Билингвалната паралелка постои уште од далечна 2000 година и имаме многу успеси со оваа паралелка. Резултат на тие успеси се нашите ученици кои што отидоа заминаа да студираат во франкофонските земји и некои од нив веќе се и универзитетски професори. Градоначалникот Максим Димитриевски истакна дека за македонскиот народ е значена поддршката од западните големи сили. Затоа беше изразена досегашната позитивна соработка која може да се подигне на повисоко ниво. Димитриевски заедно со представници од француската амбасада и Сдруженијето Пежо 404 пристигнаа на традиционалното дефиле во олдтајмери на француските возила Пежо и Ситроен, организирано во рамки на годишното одбележување на денот на Пежо 404. Се сретнавме со учениците од билингвалните паралелки, ни беше представено и сето тоа што тие го работат, а го земавме учество и на отворениот ден на гимназија, каде што ги презентираат учениците заедно со нивните професори сите смерови кои што се изучуваат во ова наше престижно училиште. Сакам да се заблагодарам на амбасадорите за оваа посета, особено на францускиот амбасадор, со кој што добив можност и да се возиме во олдтајмери произведени од француско производство во нашиот град, кој што исто така ни се гости. Инаку со амбасадорот разговаравме на повеќе отворени теми, и заклучивме дека општина Куманово има одлична соработка со амбасадата на Република Франција. Истата таа соработка ќе се продлабочува. Амбасадорот рече дека целосно ги поддржува билингвалните паралелки како и во другите градови и ги повика основците да ја изберат оваа паралелка. Totalement à Kumanovo dans cet établissement. Затоа што во гимназијата Гоце Делчев во Куманово ги имаме тие франкофонски билингвални паралелки кои што ги има неколку во земјата. Во земјата има голем број на училишта каде што се изучува францускиот јазик. Но во оваа гимназија не само што се изучува францускиот јазик, туку и одредени предмети се учат на француски јазик, литература, математика, природни науки. Тоа значи дека на вистина треба многу напор да се вложува, а за учениците тоа значи поголем број на часови во однос на нивните врсници. Францускиот амбасадор во изјавата за медиумите рече дека меѓу амбасадата и Куманово има силни институционални врски, но и личните врски се блиски. Шпанскиот амбасадор ја посети општина Куманово. Тој се сретна со градоначалникот, но ја посети и гимназијата Гоце Делчев, каде од 2001 година се изучува шпанскиот јазик. Општина Куманово денеска ја посети амбасадорот на Шпанија Хозе Луис Лозано Гарсија. Тој ја посети гимназијата Гоце Делчев, каде од 2001 година како трет јазик се изучува шпанскиот. Со него беше и писателката Карла де Лала, која ја промовираше својата најнова стихозбирка. Simplemente lo que quiero es agradecer a la directora el que nos haya recibido hoy. И благодарам многу на директорката за денешниот прием. Нас ни е многу драго што сме денеска тука за да видим училиштето каде што се изучува шпанскиот јазик. Шпанскиот јазик е универзален јазик, многу е битен во
во светот, така да учењето на шпанскиот јазик го гледаме како некоја опција и некоја можност за развој. Денеска ми е посебно драго што не сум јас, освен мене, тука и авторката Карло Делала, кој што воедно ја промовира нејзината книга, меѓутоа ја промовира и шпанската култура. Посебно чест ни направи посетата на шпанскиот амбасадор и писателката која што е дојдена во нашето училиште да промовира една стихозбирка пред учениците кои што го изучуваат шпанскиот јазик. Ги информираме 9 оделенци дека во гимназија Гоце Делчев се изучува како трет јазик шпански јазик во подрачјето јазичен смер од 3-та година. Би било убаво да се запознаат и со привилегиите на овој шпански јазик, бидејќи навистина како јазично говорно подрачје е многу поголемо во светот и интересен за младите генерации. Амбасадорот на Шпанија се сретна и со градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. На првата официјална средба тие разменија искуства од досегашната соработка меѓу двете земји. Беа разгледани и можности за проширување на односите во повеќето општествени сфери. Кумановската гимназија Гоце Делчев денеска организираше отворен ден за идните средношколци. Голем број деветооделенци имаа можност да се информираат и запознаат со образовните подрачја што ги нуди ова средно училиште. Ние сме представници на подрачјето ПМА за љубители на математика. Тие што сакаат да учат математика може да се запишат на природно-математичко подрачје. Тие што сакаат повеќе биологија може на природно-математичко подрачје Б. Со учење нови смерови тие може да продолжат потоа на факултети што се финки, на медицина може да продолжат. Би кажал дека треба да се фокусираат ако сакаат потоа да продолжат на факултет, бидејќи на финки имаме доста работи што се представуваат таму на математика како што се представуваат и тука исто, така да ќе имаат некое добро предзнаење и за да го завршат факултетот. Ние сме представници на природно-математичко подрачје Б. Ова е комбинација, односно пакет каде што се застапени природните науки како што се физика, хемија и биологија, кои се најзастапени и ние денеска тука имаме штанд за хемија. Зошто би се определили учениците баш за овој смер? Па затоа што на овој смер е најзастапена практичната настава, релативно на сите математички смерови, тоа им е карактеристично бидејќи имаме и кабинетска настава каде што имаме најразлични реагенси и хемикали кои ни се потребни за време на наставата за да реализираме најразлични експерименти. Дел од тие експерименти денеска ги представивме на овој штанд. Користиме најразлични хемикали кои ги имаме достапни во нашиот кабинет, нормално со под асистенција на нашата професорка Тања Кировска и останатите професорки по хемија од гимназијата. Имаме најразлични експерименти како на пример согорување на бакар 2 сулфат пентахидрат и алуминиум со хлороводородна киселина каде што добиваме синкасто зеленкав пламен поради бакарот. Исто така согоруваме и литиум кој дава црвенкаста боја и најразлични други експерименти. Таму имаме пламен во рака, тоа го добиваме користејќи најразлични гасови како што е бутан најчесто. Ние користиме дезодоранс бидејќи исто тоа е една од алтернативите кои може да се користат и така натаму. Ние го представуваме јазичното подрачје и на ова подрачје учениците многу повеќе може да се запознаат со јазици меѓу кои македонски, за како што гледате нашиот штанд е токму за македонски јазик. Тука можете да ја развиете својата креативност и преку пишување. Многу награди имаме освоено, есеи, професорите се многу залагаат за нас. Можете да научите многу повеќе да се развивате на креативното поле. Го представуваме подрачјето ОХ, односно општествено-хуманистичко подрачје А. Ова е подрачје каде што се сознаваат вештините за право, економија, менеджмент, бизнис, предмети од секојдневниот општествен живот на човекот. Тука може многу лесно да дојдеме до вештини кои ќе ни помогнат во секојдневниот живот, да излеземе по-интелигентни и по-паметни на некој начин во секојдневниот разговор и секојдневниот живот. Нашето училиште редовно учествува на натпревари во овој вид и карактер. Всушност, наредната недела нашето училиште оди на натпревар преку Junior Achievement групата. Имаме две групи кои се пласира на републички натпревар кој ќе се одржи во Струга наредната недела. Едната група, како што можете да видите тука, изработи своја видеоигра која е интерактивен дел за децата, најмалите ја користат, додека другата група
најде некој похуман начин со тоа што изработи играчка за деца со посебни потребни, односно аутизам, за тие да може да го доживеат светот на некој поинтерактивен и позабавен начин за нив. Љубов према српском јазику е разлог због кој сум се уписала у српску паралелку и волим изучавати. Американскиот универзитет на Европа, ФОН, по повод 20 години постоење, заедно со 200 најголеми македонски компании, инвестира во иднината на новите генерации на студенти, со обезбедување на 2000 целосни и делумни стипендии за студирање во академската 2023-2024 година. Во рамките на универзитетот функционираат 42 универзитетски програми, како и 88 сертифицирани обуки, тренинзи и курсеви. Идните студенти може да се одлучат за еден од факултетите за правни и политички науки, економски, информатика, дизајн и мултимедија и детективи и безбедност. Од денес започнува пријавувањето за ран упис за сите заинтересирани кои сакаат да студираат на некој од факултетите на ФОН или да се запишат на некоја од сертифицираните обуки. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев денеска беше отворена изложба на дела од конкурсот Мојот имагинарен свет, а беа доделени и дипломи и благодарници на наградените ученици и нивните ментори. Во изложбениот салон на Центарот за култура денеска беа доделени дипломи и благодарници на наградените ученици и нивните ментори на ликовниот конкурс Мојот имагинарен свет. Ликовниот конкурс за учениците од основните и средните училишта од општина Куманово беше распишан во месец април од Националната установа Трајко Прокопиев. Денеска направивме една изложба на која присуствува навистина многу голем број на ученици и нивните ментори, при што ги избравме најдобрите. Ова манифестација би планирале да аплицираме оваа година за во годишна програма Министерство за култура, така да од идната година да стане една традиционална манифестација каде учениците ќе се пријавуваат на овој конкурс и каде сигурен сум дека според ова што денес го видовме со овие цртежи кои пристигна, навистина имаме многу талентирани млади во Куманово, само треба да им се даде можност за да го искажат својот талент. Главната цел, како што истакна Тодоровски, е да се мотивираат учениците во нивните напори за креативно ликовно изразување и валоризација во нивните креативни идеи. За таа цел Центарот за култура предвиде 3 награди за основните и исто толку за средните училишта, како и благодарници за нивните ментори, професори по ликовно образование. Меѓу наградените ученици е и 7 оделенката Лела Пандиловска од основното училиште Вук Караџиќ со својот ментор, професорката по ликовно образование Марија Величковска. Пред себе сакам да кажам дека ми е голема чест и задоволство што учествував во овој ликовен конкурс. Мојот имагинарен свет го замислив вака како што можете да видите и го работев со темперни бои. Многу сум горда на постигнатиот успех и се надевам дека ќе продолжиме така со постигнување на многу поголеми успеси. Пред се да кажам дека убаво е чувството да се учествува на ваков настан, а уште поголемо е чувството и поубаво да се освои награда. Ние, значи, на овој ликовен конкурс, Мојот имагинарен свет, освоивме 3-та награда и сме пресретни, затоа што знаете самите дека основното училиште во Караџиќ има малку помал капацитет од другите училишта со број на ученици, но сепак изнаоѓаме можности да земеме учество, значи во разни манифестации, како што е овој културен настан, така да јас успеав на некој начин оваа тема да доближам на учениците од 6 до 9 оделение, за да повеќе учество ученици, меѓутоа наградата е само една, бидејќи само се 3 награди за основно и за средно училиште, така да Лела е ученичка со големи афинитети и со многу големи таленти и ликовни можности, така да мислам дека ова ќе биде неизин исчекор да може за понатаму да се пронајде себе си во овој ликовен креативен свет. Првото место од основните училишта го освои Каја Камелија Колев, 8 оделение од основното училиште Магдалена Антова со менторот професорката Симона Димковиќ, а второто место и припадна на Канита Алили, 9 оделение од основното училиште Наим Фрашери под менторство на професорот Неџмедин Арифи. Прво место од средните училишта освои Сидора Божиновска, 3-та година во средното училиште Перонаков под менторство на Милена Арсовска. Второто место му припадна на Никола Василевски, 2-та година во гимназијата Гоце Делчев под менторство на професорката Валентина Јовановска. И трето место Елза Лимани, 1-та година во гимназијата Сами Фрашери под менторство на професорката Альбина Авдили. На конкурсот пристигнаа околу 150 цртежи, од кои комисијата составена од ликовниот сектор при Националната установа Центар
Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово направи селекција на делата кои што денеска беа изложени на изложбата, како и на наградените дела. На градскиот плоштад во Куманово утре со почеток во 11 часот ќе се одржи традиционалниот маскенбал Батко Ѓорѓија. Учество ќе земат деца од градинките, основните и средни училишта од градот, како и сите кои самостојно или групно претходно се пријавиле за учество. Организатор на манифестацијата е Фондацијата за култура и спорт, а со финансиска поддршка на градоначалникот и Советот на општина Куманово. Организаторите информираат дека на маскенбалот се пријавени скоро 30 групни и индивидуални маски, кои ги сочинуваат вкупно 800 учесници. Во 10 часот ќе започне неофицијалниот дел од програмата дефилирањето низ улиците во градот. Годинава за прв пат маскенбалот ќе има ревијален карактер, а сите учесници ќе добијат благодарница за учеството. За големиот интерес за изградба на монтажни куќи и викендици, вечерва во емисијата Став ќе зборува дипломираниот инженер-архитект Емилија Занева од компанијата MB Home. Таа ќе ја појасни самата изградба и актуелните цени кои што се движат. За нашата средина овдека традиционалната градба сепак го имаше приматот. Меѓутоа, убаво е да се каже дека монтажната градба е едноставна и е присутна на нашиот пазар. Значи, во времето на поземјот расно Скопје сите знаеме дека големи населби за брзо згрижување на населението беа изградени и тие бараки или куќи денеска постојат и се користат веќе 70 години. Инаку, што се однесува до цената на чинење, значи на монтажните градби и на класичната градба, во време на кризата нормално дека се зголемија и кај нас и кај нив, се зголемија во смисол дека репроматеријалите од кои се направени објектите на пазарот се подигна. Најчесто причината за тоа беше транспортот, значи покачувањето на цената на транспортот. Таа највеќе влијаеше за покачувањето на цената на чинење на градбите. Во делот дали овие објекти беа покарактеристични пред или во време на кризата, можеби во времето на кризата повеќе им се обрна внимание и стануваа само поактуелни, зборувам во смисол на тоа дека луѓето се заинтересираа повеќе за начинот на градење и за брзината со која се градат. Работилница за родители на тема ненасилна комуникација и почитување на разлики, која што се одржа синоќа во Средното техничко училиште Наце Буѓони, обучувачи беа представници од Сдруженијето Доверба Куманово. Биле разработени темите за ненасилна комуникација, за подобро разбирање и техники на ефикасна комуникација, разбирање на емоции и нивно прифаќање. Оваа работилница е дисеминација на знаењата по обуката на родителите Јасмина Мишиć, Билјана Василевска и Ивица Арциć во Сдруженијето Доверба Куманово на тема ненасилна комуникација и почитување на разлики во рамки на проектот со почит и разбирање. Во продолжение на дневникот следува преглед и на вестите од Македонија. Продолжува неизвестноста околу покачувањето на платите на здравствените работници, а се уште не е потпишан и анексот на колективниот договор со кој треба да се реализира покачувањето. Неизвестно е како ќе биде исплатена априлската плата. Реагираа на денешната пресконференција представници на синдикатите. Синдикалните представници појаснија дека она што го очекуваат вработените е она што било договорено, покачена плата за април и со разлика на плата од претходниот месец. Тие потсетуваа дека досега се направени 2 протести и дека во моментов во здравството се случува така наречен бел или тивок штрајк, кој значи демотивираност на вработените кои сепак совесно даваат здравствена услуга на пациентите. Според нивните последни информации, Министерството за здравство чекало писмено мислење од Фондот за здравствено осигурување и Министерството за финансии за да пристапи кон потпишување, а како информација и заклучок за покачување поминало на влада. Беше изразена надеж дека нема да дојде до тоа да мора да се преземе најрадикалниот чекор генерален штрајк.
Во однос на информациите изнесени во јавноста за намалување на износот на паричните средства од правата на социјална и детска заштита, Министерството за труд и социјална политика ја известува јавноста дека исплатата на паричниот додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинствата, за корисници на гарантирана минимална помош и право на социјална сигурност за стари лица престанува со исплата за месец март. Имено овие корисници го добиваат овој додаток во висина од 1203 денари согласно последното усогласување во јануари 2023 година. Заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси за месеците од октомври до март, согласно Законот за социјална заштита, со оглед дека во тек и исплата на паричните права од социјална и детска заштита за месец април, престанува правото на паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството, а истото ќе продолжи да се остварува од месец октомври оваа година. Има недостаток на акушерки. Имаше еден конкурс објавен од клиниката за гинекологија и немаше ниту една пријавено. Одма презедовме иницијатива заедно со Средното медицинско Панче Караѓозов и со Министерот за образование. Одлучивме од септември да отвориме уште една паралелка. Цело време апелирам дека се соочуваме со сите проблеми, затоа сме тука да ги решаваме. Ова го изјави денеска Министерот за здравство Фатмир Меджити на денот на акушерките. Во врска со стратегијата за задржување на кадарот во земјава, Министерот рече дека се во секојдневни преговори со Министерството за финансии за согласности за нови вработувања во здравството. Тој повтори дека во секоја здравствена институција има дефицит на кадар од секаков вид и рече дека ќе се направи се што е во рамките на можностите за нови вработувања. Според податоците на Државниот завод за статистика, цените на угостителските услуги во април во споредба со март годинава се зголемени за 2,6%. Споредено по групи на услуги, зголемување е забележано во групите храна за 0,3%, алкохолни пијалаци за 1,6%, безалкохолни пијалаци за 2,8% и ноќевања за 1,5%. Во однос на април лани, пак цените на угостителските услуги се повисоки за 12,3%. Полициски службеници од одсекот за недозволена трговија со дрога и оружје при Кумановската полиција го лишиле од слобода МВ 24 години од Куманова затоа што кај него била пронајдена марихуана. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот. Против него ке следува соодветна пријава, информира полицијата. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево со максимална дневна температура која се искачи до 20 степен и минимална утринска која беше 6 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со температура која ќе се движи во интервал од 7 до 22 степени Целзиусови. Ви благодарам на довербата, останете понатаму со нашата програма.